Стануваме, одиме, тргнуваме! Ајде! Станува Македонија! Одиме! Средношколските моменти во Америка, во средните училишта, на ваков начин се обидуваат да ја анимираат публиката средношколска. Со тоа што тие таму немаат никаква поента, едноставно само ги анимираат учениците од прва година против учениците од втора година, отприлика, на ист ваков начин, празно и гласно, само повторуваат некои исти фрази кои што апсолутно немаат никаква поента. Политикански катастрофа. Немам што да кажам. УЧК! 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 Ајде читаш! Fatkeqësisht, kampi politik i dal nga UÇK-ja, i cili thirrën e mund UÇK-s, dështoi në realizimin e kësaj të drejte dhe ra në të njëjtën kurth. Pra, ai zgjodhi prap fotelin dhe të mirat e veta materiale, individuale dhe grupore, siç u mlodhen në strukturën BDI, dhe harroi arsyeën se pse ndodhi lufta 2001. Dhe besoj që thirrja dhe tendenca e mbulesës me petkun e UÇK-s të çdo kampi politik, veçanërisht BDI-s, është fatale për vetë BDI-n. Публиката не се пали на таков тип на празна мотивација, мислам дека е позитивно за сите нас. Дека едноставно тоа значи дека доста беше, дека треба малку да се пополни со содржина тоа што го кажуваат политичарите на овие митинзи. Затоа Никола Груевски избега од единица. Затоа бега тој од единицата. И каде избега? Оп, во четворката. И оп, овде е сега на нога. Но на 11 ќе шутираме. Ќе шутираме и во четвртата изборна единица. Идејата е, предпоставувам, да биде тоа популистички, да може да се разберат пораките, исто како што и Груевски викаше сега му е мајката. Меѓутоа повторно тоа е едно многу ниско ниво. Ние не сме достигнале ниво каде што всушност на самите политички говорници нема да се служат со еден ваков полуподсмешлив начин на кој што им се обраќаат на противникот. Besoj që ky formë, pavarësisht shaka se mundohet të fus në fjalor, duke nisur nga ajo që ne përballemi përpara një qeverie skajshmërisht të korruptuar, ndoshta më e korruptuara në Evropë, mund të merret, dhe skajshmërisht të tendencioze edhe për të ardhmen e vetë shtetit. Sigurisht që besoj që Zoti Zaev duhet të ishte pak më i kthjellur, më esull në fjalimet që mban dhe mos ketë shumë vend për fjalimet tilla. Besoj që kjo vjen si pasojë e pasigurisë që ai ndjen brenda vetes, duke nisur nga ajo që ndoshta asnjë lider tjetër deri tani opozitar nuk ka pas një kartë fuqishme siç ka qenë për gjimjet, dhe besoj që Zoti Zaev nuk e shfrytëzoi ashtu si duhet një kartë jashtëzakonisht fuqishme kundër këtij pushteti. Многумина ме прашуваат си од овој изминат период како го изража сево ова на нозе. Секако тука неодмилив дел беа и констатациите на Заев дека паднале 93 литри во секунда дожд. Значи, замислите по еден огромен аквариум во секунда да ви паѓа вода на глава, дека за изборите на 11 декември ќе сме се договориле до 31 декември, или она дека од изборната единица од 311.000 гласа морала се проверат 526.000 гласа, или дека ќе зајакна културата со поетски читања. Веќе не се верува во оно што се збори. У тој аспект екипата од позади веќе е заморена, изморена. Извици се читаат извиците, паролите се читаат. Мислам, малку дегутантно влијае тоа. И очигледно не се останало ништо друго осим навреди на другата страна. Kjo lloj e ngritjes zërit sigurisht të shkonte sadopak një opozitari dhe jo absolutisht një njeriu i cili brenda këtyre fatkeqësisht brenda këtyre 10 vjetëve kemi pas si kryeminist fatkeqësisht, atë është fatkeqësi e madhe. Unë gjithmonë kam vlerësuar që fjalimet e Gruevskit janë fjalime nacional romantike të miniaturës së një lideri të atëhershëm, një tendencë e imitimit të Napoleon Bonapartes apo Mussolinit, veçanërisht thirrjet e tija çohuni, kjo staneve, thotë
ata 6 vjet janë ullur, nga ki janë përullur realisht, dhe ki sot kërkon të ngrihen po ata njerëz të cilët i ka përullur vetë. Гледаме еден роботски говор, гледаме едни шеги кои што апсолутно не се шеги. Значи тој во еден момент вели шегата настрана. Не знам што беше претходно смешно за да кажеме дека имало некаква шега. Тоа се се некои апсурдни подбуцнувања кои што во суштина не говорат, не кажуваат ништо суштинско и не, во себе не содржат никаква вистинска критика. А потоа се надоградуваат со известни дерења. Со оглед на тоа што е доста пати се прозиваат во своите говори, се добили некој впечаток дека можеби си ја доживуваат Заев и Груевски предизборната кампања како лична некоја пресметка, а не изборна пресметка на две партии или на две идеологии. Па има некои сличности во тоа како се однесуваат и тоа викањето Никола, Никола, истото се случува и кога ќе се појави Заев, Зоки викаат сите. Значи, тоа што се во иста изборна единица, постојаниот нивен ривалитет, идолопоклонството кај нивните сопартици покажува на една многу ниска политичка култура генерално кај нас. Масата, нели, толпа, ќе наречеме малку организирана толпа на митинци, се идентификува со својот водач, кај што емоционално ни се потполно под негова власт и сакаат да го чујат баш токму тоа они што го изборуваат. Сигурно ги советува некој тоа да го направат. Сега начинот како го изведува, тоа е како да се управува со таа толпа е многу битен и многу префинет. Значи тотално погрешна идентификација може да се идентификуваме со оние повисоки цели на поубав стандард живот, пристојна држава, ние се идентификуваме со личности. И од тука доаѓа тој реалитет кога таа личност ќе свати дека е некој полубог и дека има некој друг таму што треба да го сотре. Еден Заев што постои за никаде. Патеник од странски служби, да не ја струши државата, да немаме своја држава. Може ли тоа, луѓе? Па нема ни да му дозволиме. На 11 специјален кафе спремам со еден Заев од 3 метра висок. Ке го донесам на бина на најголемиот митинг и ќе му покажам кај се наоѓа тој Зајко. Каде му е местото? Катастрофално, ужасно, трагично. Као мечка шетан по митинзи да со еден примитивен хумор да засмејува. И баш сладко се смеат, се гледа, и други не им се смеат, него му се смеат. Очигледно, баш убаво се гледа. Солзи им течат од смеење. Што е трагично за ромската популација, колку е таа потисната и дискриминирана кај нас, ништо не се направи. Со вакви ликови нити ќе може да се постигне нешто. Кажува дека како можела Шекеринска да биде некаков лик политички кога стигнала до тоа ниво, нели, да води во шутка. И со самото тоа всушност го намалува значењето на ромите. И потоа уште кажува единствено нешто што има да го му препорача на Груевски е дека ромите се лојални. Всушност не бара ништо за самите роми, туку му кажува, ги продава на известен начин. Кога му кажува еве на овој лидер, тие моите роми кои што како он да ги раководи, ќе му бидат лојални. Многу трагично. На крајот една генерална оценка за македонската политичка сцена наблюдувана низ оваа говорничка призма. Ниско ниво на изразување, популистички финти, истрошеност на материјалот, како што рековте вие, многу малку иновација во говорите, многу малку вистинска мотивација. Популизам еден примитивен кој не води никаде и не знам што ќе се случи на 11, но немам вера. Kjo është shumë e dhimbshme realisht dhe po njeri shëndosh po të analizoj dhe po të shokte, do të nesër të shohë dhe të palos kufere dhe tik nga ky shtet. Ajo që shohim nga këta fjalime dëshmon parapaskenën e përgatitjeve të partive politike se në çfarë forme do të fitojnë zgjedhjet. Për shkak se nuk japin asgjë për të kuptuar për të marrë zgjedhje, për të marrë vota. Ata tregojnë që këta zgjedhje do të fitojnë me forcë. Станете сите! Сега му е мајката! Сега му е мајката!